Ќе се вратат ли учениците во школските клупи од вторник? Ако штрајкот на просветарите продолжи, тој ќе влезе во третата недела како учениците изостануваат од настава. Од членството на СОНК не се задоволни од зголемувањето на платите за 10% што го понуди владата. Кога ќе има конкретна одлука и кои се следните чекори од следната недела, од Синдикатот за образование и наука ниту денеска не беа расположени за било каков одговор. Во меѓувреме на оваа тема реагираше и првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ. Христијан Мицковски апелираше до владата на разум и да ги прифати барањата на наставниците за учениците во вторник да се вратат во клупите. Јас апелирам да се постигне договор час поскориот вторник сите ученици да се вратат онаму каде што им е местото во клупите. Владата треба да ги прифати барањата на СОНК, а не со нивниот омилен синдикалец кој што напати во минатото се покажа како верен послушник на политиките, најпрви на Зоран Заев, а сега и на Ковачевски, да прави некакви си квази договори. Апелирам до разум, до Ковачевски и до останатите, да намалат со крадењата и трошењата и да ги задоволат барањата на СОНК и на наставниците и на вработените во градинките. Незадоволството од СОНК е уште поголемо откако на последната средба меѓу владата и ССМ тие не беа повикани, а од владата пред ССМ изразиле подготвено за раст на платите во јавниот сектор за 2806 денари. СОНК последен пат со министерот за образование разговараше минатата недела, каде на средбата им било понудено да бидат прифатени 10% зголемување. Предходно народниот правобранител Насер Зибери рече дека го поддржува правото на наставниците за повисоки плати, но сепак вели предност требало да им се даде на правата на децата за посетување настава. Во случај на судир на две права, предност треба да се даде на правата на детето, што значи не треба воспитно образовниот процес да трпи последици. Инаку штрајкот во училиштата и градинките почна на 11 април, а според синдикатот бил поддржан од нешто повеќе од 25.000 вработени. По празниците најверојатно ќе има и нова рунда преговори меѓу СОНК и владата, но кога таа ќе се случи барем засега не се знае.